Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојди во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е хронични воспалителни цревни заболувања во детската возраст. Кога зборуваме за стомачни проблеми или тегоби кај децата, најчесто помислуваме на вирус или нешто што ќе помине за неколку дена или пак на чувствителен стомак, но што кога болките се повторуваат, а проследени се и со други дополнителни симптоми. Зошто е важно навреме да се постави дијагнозата, зошто е важно навреме родителите да ги препознаат симптомите, за да се преземе и соодветниот третман и да се подобри квалитетот на живот. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Сонја Бојаджиева, специјалист педијатар, гастроентеролог од Универзитетската клиника за детски болести. Добро утро, доктор Сонја, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, да ги поздравам сите гледачи на 24 ТВ, посебно на Фактор здравје, што мислам дека е одлично приемчиво и гледано во цела држава. Да, ви благодарам. Зборуваме за една тема и токму сакам да се надоврзам на она што минатата недела или пред нецели 10 дена беше промовирано. Делото, токму вашата книга Инфламаторна болест на цревата во детската возраст, еве јас ќе ја покажам, една од неколкуте наменети за студенти, специјализанти и токму го носи истиот наслов за темата за која што ќе зборуваме. Ќе ни кажете ли малку повеќе околу тоа? Благодарам, навистина веста брзо се шири. Еве пред 2 дена се одржа една промоција на повеќе книги, 10 книги и требаше уште 2-3 од автори наши на катедрата за педијатрија, значи последните 5 години напишани книги, монографии и секако некои прирачници и некако остана така, не бе посветено доволно внимание, немаше во јавноста толку, не правевме никаква друга промоција, па се одлучивме катедрата за педијатрија, како раководител на катедра за педијатрија, да организираме еден таков настан. И секако многу значи, навистина, пишано дело. Како рекол многу автори, нека е важно да се напишат неколку збора, од сецено некој дека подобро е да се прочита нешто што не е потребно, отколку ништо да не се прочита. Така да важно е пишаниот збор, да се остави трага за идни генерации, секако минатото е тука да се надоврза кон иднината. Ние некако сега со вештачка интелигенција, со роботика, да, ни олеснува многу и е добро да одиме напред со иновативната, револуционерна и технологија, но поинаку е кога ќе отворите, кога ќе прочитате, нели посебно тука, студентите на медицинскиот дискусијата, таа останува исклучително важна за секој еден поединец да стави такво дело, што размислува секој еден автор. Така да, меѓу другите книги беше оваа книга Инфламаторна болест на црево во детска возраст, која што практично некако заокружи еден дел од мојот професионален живот, после докторирањето да се остави една ваква монографија. Книгата излезе минатата година, 2024 година. Издавачката дејност од Медицински факултет, печатница Арберија, моите рецензенти, моите професори, професор доктор Ансо Костовски, кој што е мој ментор и на докторатот, и мојот учител, професор доктор Стефка Грујовска. И секако корицата ни помогна академскиот сликар, професор Васич, Тони Васич, кој што многу ми помогна така и цревото да биде на насловната страна. Посветена е на вашите родители. Така, значи, добро е некогаш... Имунолог и микробиолог, така? Мојот татко, професор доктор Илија Бојаджиев, мој учител, мој патоказ како да се движиме и како да бидам подобар човек во општеството, е основоположник на имунологијата, клиничката педијатриска имунологија, по него и се вика оделот професор доктор Илија Бојаджиев, имунологија при Универзитетската клиника за детски болести. И посветив на него. На жалост, моите родители веќе не се со нас тука, починати се, а мојата мајка, таа беше микробиолог, во тогаш што сега јавно здравје, тогаш се викаше Републички завод за здравствена заштита, која што и мене и брат ми не учеше на скромност, не учеше да почитуваме
и да бидеме добри луѓе во заедница. Да помагате. И да помагаме. Сега хуманата нота е секогаш тука. Така да. Едно одлично дело кое ќе биде одлична помош и одличен прирачник за сите студенти, за сите специјализанти, како велиме, има заболување, има здравствени проблеми кои што доколку прочитате од некој кој што поминал долго искуство нели во професијата, ќе знаете навреме и да препознаете и да помислите на некои други работи кои што дополнително треба да се исследуваат, бидејќи специфичност има кај инфламаторните, односно воспалителните цревни заболувања. Книгата е наменета и за студентите по медицина, за специјализантите од различни области, не значи само педиатрија, секако субспецијалистите и секој кој што сака да научи нешто повеќе. Кога зборуваме за ентероколит, имаме нели акутен по неколку наврати, еве сум била гостин на таа тема, меѓутоа може да биде и подолго трајно да трае, да е хронична диареја, викаме, кога трае повеќе од 2 недели, значи течни столици кои што го истоштуваат детето. Некако оваа тема ја говориме многу често затоа што треба да биде да ги поттикнеме и останатите лекари кои што се на примарна здравствена заштита да помислуваат на оваа патологија и порано да бидат упатувани на субспецијалисти, понатаму да се постави побрзо дијагнозата. И во светот некогаш трае тоа подолго време додека дојдеме до конечната дијагноза. Особено кога станува збор за детството, да кажам. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме, нели, за убаво да ја обработиме онака како што и во книгата е со причините, симптомите, застапеноста, дијагнозата, третманот, ама ние во скратена форма, колку што ни дозволува времето, ќе го кажеме најважното. Останете со нас, почитувани гледачи, следува блок реклами, а веднаш по нив продолжуваме со разговорот, следете ни и повелете, јавите се и поставете прашања. Со професор доктор Сонја Бојаджиева, специјалист педијатар гастроентеролог од Универзитетската клиника за детски болести, зборуваме за хроничните воспалителни заболувања на цревата кај децата. На оваа тема ќе имаме доволно време да ја разработиме онака како што треба и би почнале секако со тоа што всушност представуваат воспалителните цревни заболувања кај децата. Да. Инфламаторна болест на црево или воспалителна болест на црево, тоа е хронична идиопатско заболување, каде што кај генетски предиспонирани лица станува нарушување на таа компенсална внатрешна средина и се појавуваат симптоми. Значи станува и воспаление, како да го пишем. Во таа група под една капа се кронова болест и улцерозен колит. Знаеме дека почесто се кај возрастни, меѓутоа и во детството, особено адолесценцијата и пубертетот, тука имаме исто така една 25 до 30% од вкупниот број на лица во светот, да кажам, таа статистика кои се појавуваат во детството. Само 5% се јавуваат кај деца помали од 5 години. Во светској рамки, вака глобално гледано, се движи од 0,3 до 0,8% за лица кои што се болни од оваа болест. Сега некако трендот на поголемо знаење, поголема информираност, повеќе пристап на некои не толку инвазивни тестови не доведува до побрзо дијагностицирање. Почесто се помислува веројатно така, и во светот и кај нас. Така да сега некако се скрати времето на дијагностицирање. Порано еве во членци во трудови се опишуваат повеќе месеци, дури и години и кај возрастни додека се дојде до точна дијагноза. Меѓутоа тоа некако се скрати тоа време и навремено до дијагностицирање практично доаѓа до навремено започнување со терапија и подобра прогноза кај пациентот. Така. Која е разликата меѓу кроновата болест и улцерозниот колит? Тие се нели рековте под иста капа, така најчесто се тие во поглед на овие хроничните инфламаторни? Тие две форми и многу мал процент се недиференцирани, да кажам. Такви болести со инфламаторна болест на цревот, меѓутоа клучни се овие две. Кроновата болест е болест која што може да го зафати целиот гастроинтестинален тракт, започнувајќи од устата па се до анусот. Додека улцерозниот колит го зафаќа само колонот или дебело црево.
Симптомите некако пак се различни, некако се карактеризира еден тријас на симптоми. Абдоминална болка, губиток на телесна тежина и течни столици се покарактеристични за Кронова болест. Дури се смета дека 25 до 35% имат само абдоминална болка. Значи, болката е таа која што го тера пациентот или родителот да го однесе детето на преглед. Не треба да ја занемариме, значи, како симптом. Додека почесто кај улцерозниот колит се појавува крв во столица. Значи, течна столица со примеси на крв. Секако, во диагностиката мора да исклучиме и некои други болести. Хронична диареја, рековме дека е повеќе од 2 недели, значи треба инфективно потекло, понатака алергиите тука спаѓаат, други недиференцирани состојби, значи кои што треба да се доиспитат за да кажем цистична фиброза, целијакија и така натаму, за да понатаму ги направиме и тестовите серолошки, кои што сега АСКА, ПАНКА, МПО-ПР3 се да кажам една рутина. И тие се практично со висока сензитивност кон антисахаромицез ревизија кон Кронова болест, а МПО-ПР3 кон улцерозен колит. Малте не 100% е сензитивноста. Потоа детето се испитуваат и други работи и понатака се прави колоноскопија, а кај кронот и ендоскопија на горен гастроинтестинален тракт да видиме да не има и на други и на горниот дел од гастроинтестиналниот тракт промени. Така. И сега овие првичните нели лабораториски и ред други испитувања кои што се прават, но ги споменавте и колоноскопијата и ендоскопијата, тие се инвазивни испитувања и исследувања. Така. Сега кога станува збор за детската возраст, мора така како единствен начин за да се дојде до дијагнозата. Знаете, има и неинвазивни и други. Ние да речеме кронот се карактеризира, има тенденција цревото да се врзе со друг орган, со црево, црево со кожа, ентерокутена да биде фистула да прави или фисура. Тоа е карактеристика за Кроновата болест. Значи тука правиме некои испитувања и на Институтот за рентгенологија. Значи практично таму се испит магнетна ентерографија или други снимања да не пропуштиме нетоксичен мегаколон, тоа е една компликација на улцерозен колит, некогаш еходиагностика, што и ние го работиме и на рентген се работи. Значи имаме мултидисциплинарен пристап и секако инвазивната диагностика, каде што треба да земеме дел од ткиво, значи тоа се викаат биопсии, од повеќе места се земаат, по гајдлайн се работи, по протокол и потоа тој материјал се праќа на хистопатолошка диагностика. И така се потврдува или пак се отврла таа наша работна диагноза. Така да. Како причини и ризик фактори, што ги предизвикува овие воспалителни цревни заболувања во детската возраст? Се уште е вака полена исследување и во светот и кај нас, меѓутоа знаеме за 3 фактори, тоа се генетските фактори, надворешните фактори и имунолошки фактори. Знаете, секојдневниот живот, стресот, е нешто што веќе се знае. И ќе речеме стрес нели во детската возраст. Да, ма многу значи, тие деца се извонредно дисциплинирани. Сакат се да биде под конец, сакат сите петки да ги добијат, да бидат први на училиште, што не е така, јас бе стално кажувам, па и единицата е за ученик, зашто не сам. Меѓутоа, тоа е специфика, се да биде под конец, како би се рекол. И тој стрес, доколку се размрда тие коцкици што не ги замислиле, веднаш може да доведе до екзерцебација или повторно појавување на симптоми. Важно е ние кога го лекуваме детето по добиената диагноза, да го ставиме цревото, да ја смириме инфламацијата или воспалението. Што побрзо да го смириме, да може детето да функционира. Да нема тегоби, прво да нема симптоми, да нема пролив, да може да функционира, да оди на училиште, да си ја прима терапијата, а понатака да го следиме, да дојдеме до минимални дози кои што му се потребни во соодветната терапија по протокол и потоа да се следи тоа дете. Да не се случи случајно повторно да се појават симптомите, па да се вратиме повторно назад. Значи има деца кои што повеќе пати така не можеме и тешко се стават под таа имуносупресивна состојба. И со имуносупресивна терапија да се направи смирување на цревото. Меѓутоа следењето имаме, да речеме, пациенти кои што со години ги следиме и се супер, и еве женати, мажени,
Имаме дури и лекари кои што е еден студент на медицина сега, лекар кој што е завршен и одличен живот имат, така да се учат да живеат така со таквата Така е, состојба, со така. редовно контролирање, со применување на мерки кои што ќе бидат упатени до нив. Да. Кога се жалат на болка во стомакот, родителите, ние како родители често пати можеме да речеме чувствително е стомачето, често пати вели дека го боли стомачето, кога треба и кој знак треба да има аларм дека нешто посериозно можеби се случува и дека треба да се направи исследување. Некогаш Точно, само доколку болката има во стомакот, а некогаш и овие долготрајна придружниве болка, што ги меѓутоа споменавте. губиток во телесна тежина, течни столици, тоа е трија за кронова болест. Или единствен знак абдоминалната болка која што преегзистира подолго време. Меѓутоа, доколку има течни столици повеќе од 4 недели или повеќе од 2 повторувачки такви епизоди во рамките на 6 месеци, детето треба да се упати. Тоа се некакви важни, клучни работи кои што стојат сега и во гайдлайнсите и треба да се упати на матичен лекар, а потоа тој да препознае секако да се упати детето на субспецијалист или на универзитетската клиника за детски болести, каде што ќе се заврши таа дијагностика. Така. Ваквите состојби се јавуваат уште во порана детска возраст или може и понатаму во текот на детството? Различно има некоја рамка временска кога најчесто како проблем би се појавил, ако веќе го има? Знаете, под 5 годишна возраст е само 5%. Еве и во ние во нашата, да кажам, статистика и од книгата и така имавме 5 деца во рамки на период од 20 години. Понатако од 5 години до 10 години негде тука имавме поголем број, меѓутоа најголемиот процент е на 10 годишна возраст, што е статистички значајно во однос на другата по мала возраст. И во светот секако, и кај нас, кај возрастните има поголеме процентот, понатака кај возрастните и секако и тие имат водичи протоколи по кои што треба да се лекуваат и да се дијагностицираат тие пациенти. Така да апел, јас секогаш кажам, и ги учиме и студентите, и специјализантите, значи да мислат на оваа болест. Зашто побрзо да се постави дијагнозата и да се смири таа инфламација. И опасноста е да не настанат такви компликации кои што ги кажа, знаете, тоа се едни од тешките компликации кои ќе се врзе црево со друго црево со утерус, со ректум, практично комуницират и е тешка таа состојба што некојаш доведува и до хируршки, ќе има потреба од хируршко лекување. Како степени или фази на сериозност има како некоја подолба може да се направи? Да кажам, пропратни работи каде што доведува до дисбаланс електролитен, дали хипонатремија, хипокалемија, метаболна ацидоза, понатаму анемија, исто така анемија, имунолошка, бидејќи оваа исто така состојба каде што се активираат голем број на цитокини. Тоа се имаме проинфламаторни, антиинфламаторни цитокини. Нормално кај здрав човек тие се во една рамнотежа, како клацкалка хоризонтална. Меѓутоа кога ќе доминираат проинфламаторните цитокини, како интерлеукин 1, 6, 8, тумор некротизирачкиот фактор алфа кој што најдобро проучен, и врз база на него сега се базираат најголем број на биолошка терапија, практично тие доведуваат до појава на инфламација, до пермеабилност, односно на гастроинтестиналниот тракт да се наруши, настанува нарушен имунолошки, да ме разберат, имунолошки реакции, нарушена фагоцитоза и практично тогаш настанува тој дисбаланс и појава на течни столици, кои што доведуваат до таа клиничка слика. Формите може да бидат лесни, умерени, но и тешки форми. Тешки форми кога ќе се сетам и тоа и во литературата, меѓутоа сме имале пациенти кои што акутно започнува во тешка состојба. Имавме уцарозен колит со низок хемоглобин, ако треба да е нормален 120 хемоглобин, кај детето беше 45. Значи, веднаш требаше да се пристапи кон интензивно лекување, благодарение, ние имаме биолошката терапија од 2010 година и благодарение на таа терапија во моментот кој што се дава кај тешки форми, кај форми кои што не тешко се водат, кортикозависни, каде што
Не можеме да се некако да ја прекинеме терапијата со кортико. Како ќе намалуваме терапијата, така се влошува пациентот. Кортикозависните форми мора да се третираат со биолошка терапија. И секако формите како најтешките, како крон со фистули, со фисури, тие мора да се третираат. Тоа се, да кажам, предуслови за да се започне биолошка терапија и секако и други анализи се прават пред да се започне, бидејќи таа носи своји негативни има страни, како лимфоми и така натака, појава и други некои алергиски реакции кои што до сега практично не сме ги виделе, меѓутоа треба да мислиме и затоа се прават соодветни анализи пред започнување на терапијата. Меѓутоа е животоспасувачка. И тоа е револуционерен чекор, да кажем, во медицината, особено во полето на лекување на деца со инфламаторна болест на црево. Така, како рековте, од 2010-та веќе се применува и е почната. Интерокутарна фистула, заедно со моите шефови во тоа време, професор Костовски и останатите кои што се воведе, да кажем, таа терапија. Така, да. Генетскиот фактор, имунолошкиот, имунитетот, исхраната може да бидат така како тригери, поттикнувачи за да се појави. Затоа е важно да се земе добра анамнеза. Ние мора особено фамилна анамнеза. Значи, дали има некој во семејството, особено родител, брат, сестра, некој друг со инфламаторна болест на црево, и кога и да нема детето симптоми, веќе ние мора да размислуваме на таа тема, па барем да направиме некој од неинвазивните исследувања, да не случајно практично е време за започнување или можеби никогаш да не започне. Меѓутоа генетската предиспозиција е со висок процент, до 25-35% може да има поврзаност. Денеска НОД2 CAR15 е најдобро проучениот ген за кроновата болест, кој што практично тој го работиме и треба да се докажат генетски. Има многу, над 75 гени кои што се поврзуваат со различни мутации, има и ново кои што се поврзани со оваа болест. Затоа уште вака е предизвик, особено оваа биолошка терапија која што треба уште да кажеме непознат, не се знае точно како делува. Делува на оние што ги спомнав проинфламаторни цитокини. Блокада нивна на местото каде што се создават или делот каде што тие реагираат, или пак неутрализирање или уништување на клетките кои што ги создаваат тие цитокини. Така да има повеќе механизми на делување. Затоа можеби во иднина сега знаеме за терапија која што се користи за блокада на тумор-некротизирачки фактор алфа. Понатаму и тоа повеќе има интравенозна терапија, субкутана терапија, сега се по-нови, иновативни. Знаете, не може толку брзо доди во педиатријата, бидејќи треба минимум 15 години да се тестират тој некој нов лек, особено биолошка терапија, за да биде сигурен да се примени кај децата. Ако, значи, прво се почнува секако тоа експериментално и така натаму, меѓутоа кај возрастните, бидејќи поголема и групата на лекување, па потоа дори кај децата. Така да очекуваме повеќе целна терапија, која што ќе блокира повеќе цитокини кои што се инволвирани во механизмот на настанување на оваа болест. И тоа би била вака, да кажам, иднината и да имат по-добар, по-квалитетен живот, а не да што е многу важно да се третират и така натаму. Ние мора да го ставиме побрзо во таа ремисија, да смириме, значи, воспалението во цревото да го смириме, да може детето да функционира, квалитетот на живот да се подобри, така да функционира нормално. Училиште, спорт, движење, дружење, сите тие работи. Да, и цела фамилија ќе биде радосна. Знаете, детето која во ред и сите, и тоа животот продолжува, а не вака со месеци да лежат па да трчат и така натаму. Така, да се надмине оној период кој што е покритичен, така да се постигне ремисијата и да се одржува таа под контрола. И потоа да следиме состојбата кога ќе време, кога ќе дојде оној адултен период, заедно со колегите од гастро клиниката за гастроентерохепатологија за адулти со кои што имаме извонредна конекција, да кажем, имаме соработка и за ендоскопи, и за колоноскопи, вака и за некои случаи, бидејќи сепак адултната популација е многобројна. Секогаш сме тука како тим, значи затоа е важно ова мултидисциплинарно и тимски да се работи. И лекар, сестра, специјализант, студентите да видат, да учат,
другите рентгенолозите, некој институтот за имунологија, значи многу работи се испреплетени, ама треба за да се постигне доброто за пациентот. Да, како еден хор, како еден оркестар за да се постигне. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Добро е што ја споменуваме и оваа тема, доктор Сонја, бидејќи за хроновата болест и улцерозниот колит најчесто го поврзуваме со возрастната популација и ние во рамки на Фактор здравје честопати сме ги обработувале сите тие работи, меѓутоа треба да се помисли дека вакви состојби може да се јават и во детската возраст. Велиме, ако навреме препознаеме симптом, а тука е веќе се родителите да го препознаат симптомот кај своите деца, што порано тогаш би се јавиле на лекар и нели, навреме би почнало да се презема сето она што е потребно. Биолошката терапија ја споменавте, но каков е другиот останатиот тек на лекувањето? Индивидуално е кон секој дете, кон секој пациент, барем во моментите нели кога е болнички згрижен. Најдобро да е индивидуално, персонифицирано лекувањето. Ние располагаме со тоа на терапија која што е по протокол. Значи, започнувањето со кортикостероиди, па потоа не може цел живот да биде на тоа или повеќе месеци, значи се знае колку време точно, па потоа да одиме на терапија како имуносупресија, малку да направиме на тоа воспаление и потоа имаме терапија на одржување. Некои завршуваат, нема проблем, значи не е потребна, рековме веќе индикации за започнување со биолошка терапија. Ке некои деца тоа е во ред и се следат децата, се дават оние витамини кои што се потребни, бидејќи некои од лековите интерферираат, па апсорбцијата на некои витамини е понамалена. И поради тоа треба сето тоа ние да го следиме и да возможиме правилен раст и развој на детето. Секако тука е исхраната, да се даде колку е важна исхраната во целиот период. Совет да се даде за исхрана на детето, особено во оној период кога и најтешки се воопшто за водење во пубертетот, пубертетскиот дел. Тоа е време кога практично знаеме удират хормони, дружба и така натаму. И не е кога така најмногу лесно. се бунтуваат, а не е едноставно и лесно по некои протоколи одредени, ама тоа е единственото решение за да бидат во добра состојба, така? И тоа се надминува. Затоа и тука имаме соработка и со нашите психолози, со нас разговор, со лекарите, на училиште, дури некогаш имаме потреба и да објасниме и на учителите, на класна, и така натаму, за што станува збор, да има малку и трпение, да имат и таму еден тест, па може да го извади од колоса и детето во стрес Така да тука малку треба секогаш заеднички да работиме, да го надминеме и тој најтежок период, да кажам, за водење. Меѓутоа, колку е помало детето, па тука се други важни замки, да кажам, за нас, особено кај децата под 5 годишна возраст, когаш треба да се размислува и на примерен имун дефицит. И тука треба посебно исследување, затоа што може да биде третманот сосема друг. Веќе терапијата е друга. Потоа, исхраната, ентералната исхрана во терапија. Ке некои пациенти па не можат во моментот веднаш да јадат. Таа супресија не е станувана, да кажем, толку брзо и е потребна парентерална исхрана. Тоа е алтернативен внес на хранливи материи. Или преку централен венски катетер, или пак преку периферна вена. И тоа има исто така протоколи спрема возраста, со колку ќе се започне, грама на килограм телесна тежина, се даваат јаглени хидрати, масти, протеини. Да го прими организмот она што му е потребно. Специјални солуции кои што се даваат, може да бидат комбинирани со ентерална исхрана, или да се пие, или преку гастростома, или преку назогастрична сонда, или пак орално да примат некоја храна. Така да постојат тотална, комплетна, парцијална, повеќе комбинации на исхрана, која што исклучително е важна, особено по физиолошка, кога се зима преку орално, преку уста и се користи гастроинтестиналниот тракт. Меѓутоа има состојби кога ни е потребно
или детето не може да јаде, или треба да направиме малку мирување на гастроинтестиналниот тракт додека не се смири воспалението. А детето без храна не може да живее, колку е помало, толку има потреба, и тоа имаме guidelines што треба да внесе за да може да преживее. Тоа се вика базален метаболизам. Значи ми минимум храна за да може да работат виталните органи, како што е срце, бубрези, бели дробови, ние да бидеме па потоа му треба храна секако енергија, калориски внес за игра, за движење и ние за работна способност. Значи многу треба тоа да се следи колку е актуелниот внес и колку е идеалниот внес на калориски внес, за да може да не биде практично, да овозможиме правилен раст и развој на детето. Пред се одржување во живот, а потоа и се останато. Така кога и се тука хронични, сме со нутриционистите, и нутриционистите треба да бидат вклучени, да. Бидејќи ќе го дадат најдобриот совет да се направи нели еден план на исхрана дневно за детето. Ако се појави хронично, велиме, е долгорочно, долготрајно, така во текот на целиот живот. Значи дека ќе се провлекуваат и ќе ги има и ќе се присутни ваквите воспалителни болести на цревата, но со внимавање, со контрола ќе се стават. Тоа е одлично прашање. Значи во минатото и пред да се започне со биолошка терапија, значи имаме доста пациенти кои што има децата, и посебно возрастните, морале да преживеат хируршка интервенција. Некои не преживеале. Голем број на компликации кои што не можеле да се среда, да кажам, и со давање на суплементи и така натаму. Како оди развојот, технологијата, сега иновации, медицината, се е променето. Така да и тераписките можности се веќе други, а особено со нови има типови на биолошка терапија кои што не делуваат само на цитокините, она што рековме идеално на повеќе цитокини и на други делови на цревото, и полесно да се примат, да не седат по цел ден да примат инфузија или супкутена или таблети и така натаму. Така да важно е да се држи под контрола цревото. Значи има во светот, ние кога одиме на едукации, прикажуваат случаи кои што веќе во адултен период веќе не се започнале многу рано со терапија, веќе не примат малтене никаква терапија. Меѓутоа опасноста е да не се појават повторно симптоми. Знаете, тука животот се носи. Веројатно се учи да се живее со тоа и да се знае дека кои тригер фактори и поттикнувачи треба да се избегнуваат. Да. И да се следат одредени бактерии кои што Clostridium difficile, некои така кои што се поважни и се поврзани со оваа болест. Добро е сега имаме веќе неколку години микробиомот го работиме, заедно со Институтот за микробиологија, така да веќе и давање на тие пробиотици или пребиотици го правиме индивидуално, значи персонифицирано. На која бактерија му фали на пациентот, да ја дадеме таа бактерија. Да не биде како, ајде сега ќе даваме што повеќе пробиотици за сметка на некој друг пробиотик кој што го нема. Значи живи микроорганизми, тие практично ја прават таа хомеостаза во организмот. Значи сите микроорганизми што се наоѓаат во цревото заедно со сите сигнали, РНК, ДНК и праќање на сигнали, поврзаноста и со имуниот систем, гастроинтестиналниот тракт, лимфоидното ткиво, малт галт, кој што праќа информации до цел организам. Некако центар на цел организам практично е цревото. Така, да. Ви благодарам за гостувањето, доктор Сонја. Драго ми е што еве при крајот на оваа година нели си изреализиравме уште едно заедничко гостување и разговор. Ќе си ја продолжиме соработката и во следната година. Ви посакувам се најдобро. Многу ви благодарам на поканата, прекрасно беше, па се надевам на друга промоција и веќе ве поканиме. Ние овој пат ја кидавме заедно и елката и така да ќе имаме и други настани. Благодарам секогаш убаво со вас. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.